И по една година од ослободувањето од стегите на поранишната власт, во вестите на поголемиот дел од најгледаните телевизии се уште не се отвораат доволно оригинални теми од јавен интерес, кои се иницирани од самите редакции, ако излегуваат од рамките на едноставното известување за дневно актуелните настани. Ова е една од клучните поенти од истражувањето, разноликоста во известувањето на централните информативни изданија кај најгледаните ТВ канали во Македонија, спроведено од МИМ и Мировниот институт од Љубљана. Мониторингот утврдува дека разликите биле најголеми во пристапот кон известувањето, што кај некои телевизии представува едноставно пренесување на информациите, а кај други коментаторско и субјективно толкување. На 3 телевизии бројот на прилози без позначаен новинарски ангажман бил под 50%, а на МТВ1 тој изнесувал над 90%. Во истражувањето е нотирано и дека бројот на прилози за теми што излегуваат од рамката на дневното известување е премногу мал. Така, например, од вкупно 796 анализирани прилози, само 7% се однесувале на теми што ги отвориле и разработиле самите редакции. Од оној мониториран период што ние го следевме, заклучивме дека 8 телевизии кои што беа предмет на анализата најчесто се занимаваат со дневните актуелности и најчесто емитуваат извештаи од тие дневни настани. Не се сите тие извештаи идентични, не се со ист квалитет на сите телевизии, значи има и проширени извештаи со бекграунд, со многу повеќе потоци, има големи разлики на други. Меѓутоа, заедничко е тоа дека темата е иста, темата е тоа што го донал денот и во тоа може да се забележат и сличности меѓу телевизиите во одредени денови, значи буквално во еден ден речи се сите да почнат со истиот настан или да ги имаат истите содржини во првите неколку прилози од вестите. Многу помалку од тоа имаше содржини кои што медиумите самостојно ги развиле, кои што се предмет на некаков граѓански интерес, кои што се некаков проблем што медиумот самостојно го истражил, нешто што било порано тема, па медиумот ја вратил таа тема, односно го отворил повторно тоа прашање. Тие беа многу поретки содржини отколку она што се однесуваше на дневните настани или пак на дневните настани, но односно на актуелните настани, но ставени во некој поширок контекст. Во централно информативните изданија на телевизиите кои што беа вклучени во мониторингот доминираат извештаите со 60%, со дури 60% од вкупниот број на опфатени прилози, како и изјавите, и тоа без никаков новинарски ангажман. Така што сметаме дека потребно е телевизиите во своите централно информативни изданија да вклучат поголема жаровска разновидност, односно да има повеќе аналитички, истражувачки жарови, да има репортажи, интервјуа, со цел да се избегне унифицираноста на вестите. Имаше такви случаи кога некои телевизии кои што дури имаат такви собствени теми, кои што сами ги иницирале, тие теми беа дури никаде кон крајот на самите вести, или пак ексклузивни информации кои што не добиле поголем приоритет во однос на вестите за актуелните дневни случувања. Дали неангажираното и летаргично известување се должи на се уште присутни влијанија во медиумите, на реални економски проблеми на редакциите или едноставно на недоволната креативност тие да се отргнат од унифицираноста? Дел од медиумските експерти сметаат дека иако може да се почувствува ослободувањето на медиумите, сепак тоа е далеко од очекуваното подобрување во разноликоста на известувањето. За жал, новинарството во Република Македонија се уште не е вратено на правиот колосек. Генерално може да се констатира дека има подобрувања во медиумскиот сектор, во медиумскиот систем, што се должи на промените кои што се случија во политичкиот систем, односно промената на власта. Но се уште имаме
значи појави кои што се во функција на тоа да немаме вистинско новинарство, односно да имаме други функции на новинарството кои што се извршуваат, како што се пропаганда, односи со јавноста, политичка комуникација или пак економски маркетинг и така натаму. Значи, иако имаме промена на власта, јас гледам дека одредени медиуми не може да се отргнат од тоа да бидат гласноговорници. Не зборувам конкретно, директно на власта, туку да бидат гласноговорници на политиката. Тоа значи да ја стават политиката во прв ред и тоа значи дека политичарите да бидат главните лица кои што ќе ги пополнуваат информативните изданија. Промена дефинитивно има во медиумите, во телевизиите, доволно е да го вклучите телевизорот и веднаш ќе забележите дека го нема она што беше присутно изминатите години, нема говор на омраза, нема апологетско новинарство, нема вести контролирани од еден центар. Телевизиите почна да се разликуваат, вестите да се разликуваат меѓу себе. Меѓутоа, ако ги анализираме, и оваа анализа тоа го покажува, уште сме далеку од она што го очекуваме како гледачи да го добиеме во смисла на квалитет. Меѓутоа, кога имаме едно општество кое е исполитизирано, кога имаме медиуми каде што се негувал клиентелизм од долго време, па и во самото општество не е баш лесно тоа да се постигне веднаш и да добиеме веднаш она квалитетно новинарство. Сепак и покрај ерата на интернетот, информативните изданија на телевизиите ја имаат моќта да одлучуваат колку ќе бидат информирани граѓаните, а за тоа како ќе се информираат гледачите, претежно зависи од нивната уредувачка политика. Телевизијата остана највлијателен медиум во Македонија и во ерата на интернетот и на социјалните мрежи, што покажуваат истражувањата на јавното мислење, според кои повеќе од 85% од испитаниците во 2017 година ја навеле како нивни главен извор на политички вести. Но и покрај тоа што се свесни дека моќта е во нивни раце, уредувачките тимови на телевизиите признаваат дека се соочуваат со еден многу поголем проблем кој е и над политиката, финансиската независност. Ќе бидеме неискрени ако кажеме дека имаме сосема доволно време, простор, пари и сето друго за да ги работиме онака прописно како што треба истражувачки истории, да работиме подетално на истражувања. Бидејќи, како што и самите рековте и сугериравте во прашањето, точно е редакциите. Не се големи, редакциите не располагаат со големи буџети, затоа што пазарот за жал е таков каков што е. Медиумскиот пазар е девастиран, да не речам уништен во изминатиот период. Иако знаеме дека немаме доволно ниту време, ниту средства, сепак ние како Телевизија 24 се трудиме да овозможиме услови за истражувачко новинарство, не само за редакциите и за луѓе кои што работат и надворешно. Значи, создаваме проекти за да не замре овој сегмент од новинарството кој што е можеби најважен во журналистиката, доколку пазарните услови останат вакви какви што се сега, односно функционираме во еден крајно непазарен амбиент. Промовирана е медиумска дискриминација од секаков вид. Значи, медиумите под капа или под мониторинг на телата кои што се задолжени за ова, функционираат сосема непазарно, едни се фаворизирани, други ставени настрана. Како еден пример можам да го издвојам тоа што се случи со Телевизија 24 со барањето за национална концесија, например, при што АВМУ не дозволи распишување конкурс за национална концесија заради тоа што тоа би ги загрозило останатите услови на пазар. Па видете, тоа е како да кажете некој продава сладолед, сега не ви даваме и вас да продавате сладолед затоа што другите ќе имаат помал профит, а тие другите продаваат расипан сладолед. Значи, ситуацијата е смешна и мислам дека мора да постои политичка волја да се смени пазарниот амбиент на работење. Пазарниот амбиент на работење ќе донесе повеќе реклами, ќе донесе повеќе пари во медиумите, а тоа ќе влијае
на квалитетот на работата на новинарите, со самото тоа и на истражувачкото новинарство. Тогаш, кога би имале повисоки плати, кога би имале повеќе пари, се разбира дека и новинарите би биле помотивирани, и редакциите би можеле да овозможат тимови кои што ќе работат почесто и повеќе на тоа, бидејќи освен платите и новинарите, оваа работа бара и многу други ресурси, како што се патувања, пристап до информации, контакти не само во Македонија, туку и надвор, што значи целата таа работа е скапа, но ние не бегаме, само бараме еднакви и пазарни услови за работа во медиумскиот простор. Едноставно проблемот е во парите. Парите се ограничени, значи многу медиуми, слаба економска моќ на пазарот, едноставно медиумите примерна цел им е да заработат, да ги платат парите на своите вработени, па после тоа да инвестираат во се останато, веројатно останува многу малку за да се инвестира во квалитетна програма, посебно во истражувачка, човечки капацитет некаде може и да се најде, што може да одговорат на овие предизвици, но логистички, ако се остави само на телевизиите и од нивните буџети, нема шанса да се реализира посериозна истражувачка сторија. Во Македонија истражувачките проекти и истражувачките стории се базирани на фондови од странство, кои единствено на тој начин се финансираат. И покрај желбата да се фокусираат на граѓански теми, дел од медиумите во нивните вести централен простор имаат функционерите, а известувањето е сконцентрирано на Скопје. За да се надмине оваа состојба, ќе мора сериозно да се работи на подобрување на капацитетите и враќање на достоинството на новинарската професија, подвлекуваат медиумските експерти. Ако почнеме денес и ако имаме ресурси да почнеме денес, ни треба барем 1 година до 2 да ги развиеме сите тие капацитети, значи повторно да ја вратиме онаа култура на новинарство кое што истражува, кое што анализира, кое што ги става работите во поширок контекст, кое што не пренесува едноставно тоа што се случило и да заврши тука неговата приказна. Сепак ниту ги имаме денес ресурси, ниту можеме веднаш да почнеме, сето тоа мора полека да се развива, што значи дека ќе треба уште повеќе време од 1 до 2 години, но многу е важно сето тоа да се прави на начин што ќе ја враќа довербата на јавноста кон медиумите, бидејќи тука најмногу доаѓа до израз разноликоста, односно тоа најмногу придонесува за да се развие разноликоста. Она што треба да се работи во следниот период е новинарите да ја вратат изгубената доверба во медиумите, во новинарството. Тоа допрва предстои, значи да се врати, како да се врати довербата. Затоа треба и внатре во медиумските куќи повеќе да се внимава на интегритетот на новинарството, на новинарите, да се посветат медиумите повеќе на истражувачко новинарство. Секако ке нивните аргументи се дека тоа е скапо, дека треба многу долго време, дневните настани треба да се следат. Телевизиите секогаш се во трка со интернетот, сега и добивме нова ситуација на која се прилагодуваат самите телевизии. Затоа ќе треба навистина долг период. Треба да се врати практично и достоинството на новинарската професија, она што се изгуби изминативе години. Според мен, она што е навистина клучно е да се создаде едно критичко новинарство. Но и за тоа ќе треба да се и јавноста да стане покритична. Така што ние во моментот се наоѓаме во еден преоден период, кога сите овие работи излегуваат на површина, меѓутоа ни престои еден долг период на создавање на медиуми онакви какви што очекува јавноста и на кои ќе им верува. Телевизиите кои што емитуваат на национално ниво се најмокните медиуми во државата
и за разлика од останатите медиуми имаат најголеми редакции, располагаат со најголеми и финансиски и технички капацитети за да може да излезат надвор од рамките на едноставно пренесување на информациите за дневните актуелности и случувања и за да можат да покажат еден поголем новинарски ангажман при истражувањето на темите, но и да отвараат нови теми кои што се од јавен интерес. И сега аналитичкото новинарство, кое што некако по традиција е кој што по традиција повеќе го негуваат весниците. Знаеме дека весниците во на медиумската сцена, како што е во Македонија, се во тешка финансиска ситуација. Некој од нив згасна изминативе години, така што товарот паѓа и на плеките на телевизиите. Односно, практично тие имаат и капацитети и одговорност и да генерираат и да известуваат за овие теми од јавен интерес. Целта е всушност на граѓаните да им се понудат и поразновидни и поквалитетни медиумски содржини, односно вестите да не представуваат едноставно пресликување од една на друга телевизија. Локомотива на промените кои ќе ги направи поконкурентни останатите телевизии во начинот на известување треба да биде јавниот сервис кој за да се реформира ги чека измените на законот за медиуми. Ако македонската радиотелевизија стане квалитетна, со високи стандарди, веројатно е дека ќе ги повлечи останатите комерцијални телевизии да ги подобрат стандардите и условите за работа.